Овие денови сме сведоци на брутален напад од страна на ВМРО ДПМН врз Советот и градоначалникот на општина Центар. Очигледно е дека владеачката партија не може да ја прифати реалноста и загубата во Центар на последните локални избори. Кулминација се достигна во моментот кога на дневен ред на седница на Советот на општина Центар се стави одлука за поништување на 4 ДУП и враќање во претходна состојба на истите. Владеачката партија со цел да ја запре седницата на Советот и да ги заплаши советниците, ги стави во функција своите партиски демонстранти кои веќе неколку дена дивеат и ја демолираат општинската зграда. Завчера советниците буквално беа обседнати од гневната толпа организирана од страна на власта. Се кршеа стакла, се фрлаа јајца и дрва врз општината. Во таа пресметка беа повредени советници. Целиот призор немо го посматраше полицијата која глумеше дека воспоставува ред, а всушност го штитеше грбот на демонстрантите на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН во својата кампања против градоначалникот и Советот на општина Центар ги вклучи и своите медиумски платеници и мегафони, преку кои пласира невистини, како што е и заканата дека Советот на Центар ќе донесе одлука со која ќе се урне започнатата црква Свети Константин и Елена, што представува ноторна лага, затоа што во одлуката јасно стои дека не се однесува на веќе започнатите објекти. Но Никола Груевски и ВМРО ДПМН точно знаат што прават и како најлесно може да се запалат страстите играјќи си со картата на верските чувства. Вистинска цел сушност на ВМРО ДПМН не е заштита на црквата, туку е да ги заштити своите бизнис интереси и огромните профити кои преку градежната мафија треба да следат со изградба на планираните објекти. Ке потсетам, деталните урбанистички планови кои овој совет ги враќа во првобитна положба беа донесени крајно нетранспарентно и без јавна расправа и спротивно на волјата на граѓаните на општина Центар. Затоа, граѓаните на општина Центар 3 пати поред им кажаа не на политиките на ВМРО ДПМН во Центар и општината и управувањето со неа ја доверија на опозицијата. Им кажаа не на мегаломанските проекти Скопје 2014 и уништувањето на зеленилото во Центар. Одлуките на Советот на општината се во согласност со волјата на граѓаните на Центар и затоа нервозата на ВМРО ДПМН секојдневно расте. Го повикуваме Никола Груевски јавно да се огради од нападите на демонстрантите над општинската зграда и советниците на општина Центар, кои го имаат мнозинството во Советот, и јавно да ги повика органите на прогонот да преземат мерки за откривање на идентитетот на напаѓачите. Во спротивно, остануваме на ставот дека целата организација е под негова диригентска палка и дека тој лично, како премиер, ги злоупотребува сите механизми за вршење на притисок врз актуелната власт во општина Центар.